Почнуваме уште едно издание на регионалните вести. Жител на Тетово си го уби помладиот брат. Убиството се случило во семејната куќа, а потоа по стариот брат самиот се пријавил во тетовската полиција. 55-годишниот тетовец со убори со нож во градниот кош денес го усмртил 2 години помладиот брат. Убиството се случило во семејната куќа, а потоа по стариот брат самиот се пријавил во тетовската полиција. Денеска околу 13 часот во Тетовската клиничка болница бил донесен 53 годишниот тетовец без знаци на живот, односно починат, со повреди нанесени со нож во пределот на градниот кош. 10 минути подоцна во полициската станица Тетово се самопријавил 55 годишен тетовец, инаку 2 години постар брат на починатиот, кој кажал дека тој му ги нанесол смртоносните повреди во бурна расправија помеѓу двајцата, која се случила непосредно пред тоа во нивниот семеен дом и која во еден момент излегла од контрола. Со увидот кој го вршат обвинителството и криминалистичката полиција треба да се дознаат причините и останатите детали поврзани со убиството. Во 2015 година ова е трето убиство во Тетовско. Центарот за јавно здравје Тетово по направените анализи утврди дека селата од Шарпланинскиот масив, освен Непроштено и Лешок, немаат чиста вода за пиење. До овие населени места Црвениот крст Тетово секојдневно дистрибуира вода за пиење. Водата во Шарпланинските села, освен во Непроштено и Лешок, е забранета за пиење. Анализите на Центарот за јавно здравје покажаа бактериолошка неисправност на водата. Кај жителите од село Гајре кои претходно ја користеле водата веќе се јавили стомачни заболувања. Баш у сабајле денеска слушнав од становниците од село Гајре дека имат некои стомачни болки, тие работи имат првите симптоми. Од Министерството за здравство информираа дека епидемиолошката состојба кај населението погодено од поплавите е стабилна. Континуирано се преземаат сите противепидемиски мерки од надлежните, нема појава на заразни заболувања. Моментално се дезинфецираат површините зафатени од поплавите, се делат таблети за дезинфекција на водоводните системи, а воедно се врши едукација на населението со препораки за заштита на здравјето. Меѓу другото се препорачува да не се користи храна која била во допир со поплавите, да се употребува пакувана, превриена или дезинфецирана вода за пиење. Храната да биде добро термички обработена и подготвена на температура над 70 степени Целзиусови. Од Црвениот крст Тетово велат дека постојано дистрибуираат чиста вода за пиење и храна. Во општинската организација во Црвениот крст Тетово ние сме дале апел до 15 сега за сега дека магазинот ќе биде преку целиот ден отворен и може да донираат она што имаат можност. Значи ние сега моментално во Шипковица имаат потреба поеќе и за исхрана, и за хигиена, и за средства за дезинфекција и за вода за пиење нормално, пошто без вода тоа е главна намирница за секој граѓанин и сите граѓани кои што можат и правните лица тоа што е во можност да донират, може да донират во општинската организација на Црвениот крст во магазинот и ние веднаш тоа го дистрибуираме на местото каде што е потребно. Сега за сега највише има потреба село Шипковица. Во рамки на нашите можности ние обезбедуваме најразличен вид на помош. Во конкретниот случај ние обезбедивме околу 3 тони вода за пиење, затоа што во соработка со Црвениот крст, со Крижниот штаб, со потребите на граѓаните на теренот, свативме дека иако имаат сега колку толку стабилизирана состојба после навистина страшната непогода, која јас како тетовчанец ја чувствувам уште по-силно и по-трагично, поготово заради изгубените животи на претежно млади луѓе. И се обидуваме да помогнеме онолку колку што можеме. Водата е основното нешто без кое ние не можеме да живееме. Тоа е докажано, сите доктори и медицински испитувања тоа го потврдуваат. Така да во овој момент ние како интервентно прво што собравме беше оваа количина на вода, ќе продолжиме да помагаме во наредниот период и со различен вид на продукти, на храна, на
средства за одржување и се она што ќе се појави како потреба, како што сме помагале со години наназад, како што тоа го направивме и при поплавите кои се беа во Штип и во Битола, така да во сите можни прилики и како што помагаме перманентно на сите ранливи категории и на сите луѓе кои се во неволја или кои имаат одредени потреби кои не можат самите да ги задоволат. Во невремето во Тетовско 6 лица ги загубија животите. Беа уништени над 200 домови, однесени се неколку мостови, а голема земјоделска површина се уште е под вода. Наносите од кал и смет денес се расчистуваа од патот кој води до местноста Бањиче. Одстранување на наносите од поплавата по улиците и домовите е во завршна фаза. Започната е дезинфекција, а наскоро треба да се врши и санација на причинетите штети по инфраструктурата и домовите. Со соодветна механизација денес се расчистуваа наносите од кал и смет од патот кој води до местноста Бањиче. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи присуствуваше на почетокот на работите, при што рече дека приоритет е што поскоро да се заврши со расчистување, за да се почне со санација на штетите кои ги направи невремето минатиот понеделник. Денеска сме на местноста патот за Бањиче, имајќи го предвид фактот дека нормално секогаш приоритетни беа местата каде што имавме наноси и овде имаме нанос, но од помали димензии. Како што гледате, денеска интензивно се работи. Тенденцијата е да се расчисти целиот овој нанос и после тоа, значи, исто така денеска беше комисијата за инфраструктура и во Шипковачко тече за да се види, значи, местноста каде што мостот е скинат и колку можеме привремено да направиме решение. Во однос на другите места, од информациите од координативното тело, од утринската координација, значи на сите места е почнато со истите динамики да се работи. Нормално во Голема Речица веќе имаме расчистени патишта, расчистување на куќи, се оди со дезинфекција куќа по куќа, додека на другите места се оди со истиот само со истата динамика. Тенденцијата ние да вршиме што побрзо расчистување дезинфекција за после да почнеме со санирање на штетите. Патот кој води до местноста Бањиче беше оставен последен за расчистување откако интензивно се работеше на проодноста на регионалниот пат Тетово-Јажинце, кој од вчера и официјално е повторно пуштен за сообраќај за сите видови возила. Екипите на терен со механизација работат на расчистување на улиците од наноси, а се средува и реонот кај мостот на Поројска река. Седми ден од невремето Тетово и Тетовско пополека се враќаат во нормала. Екипи на надлежните институции секојдневно се на терен, се работи на санација на штетите, се расчистуваат наносите, се мијат улиците од прашина и кал. Работно беше и на патниот правец Тетово-Јажинце. Механизацијата е на терен, се расчистува реонот кај мостот на Поројска река. По претходно извршениот увид се чека на официјална писмена потврда од Градежниот факултет за состојбата на мостот. Представници од општина Тетово посочија дека сообраќајот на овој патен правец, кој неколку денови беше во прекин, сега се одвива нормално со кратки застои. Работите продолжуваат. Имаме машини тука, утоварувачи, имаме камиони, имаме багери. Работите се одвиваат во коритото на реката, значи се проширува коритото на реката и плюс материјалот се утоварува, се транспортира. Совраќајот се одвива контролирано, значи можам да кажам дека скоро нормално, иако некогаш има некој застој, меѓутоа и тоа е под контрола. Се помалку и помалку коли одат во горниот дел на селото, значи минуваат во дрвениот мост, значи се помалку има таму совраќај. Совраќајот се одбива овде. И од време на време цистерните прскаат, значи поради прашината, да нема прашина, еве и гледате и вие. Значи, се ангажираме сообраќајот да се одвива нормално, без проблеми да биде, и полицијата е ангажирана, значи ни помага и полицијата, сообраќајната полиција
така што се надевам дека додека се нормализираат работите, ќе тече убаво, добро. Видите, од време на време има преки на сообраќајот, бидејќи имаме тука некогаш и камиони што се утоваруваат, затоа некогаш и имаме преки на сообраќајот, или ако имаме гужба од двете страни, значи тогаш има мал прекин, меѓутоа искрено ви кажувам дека прекинот е многу краток, значи и под контрола е. Екипи на ЈКП Тетово работат на расчистување на улиците и патиштата низ градот и околината. Наносите од кал сега се исушени, а проблемите сега ги прави прашината. Миењето на улиците делумно ја облажува состојбата. Значи, секој ден и секоја ноќ продолжуваат со миењето и со прскањето на улиците. Сите улици во градот се проводни, освен што имаме уште малку материјал за носење во патот за Бањиче и во патот над базенот, значи тука имаме уште малку материјал за да се транспортира. За во Мала Речица, Голема Речица и во Шипковица вие знаете, значи состојбата каква е таму. Со облаците од прашина работниците кои беа ангажирани за расчистување на мостот кај Поројска река се справуваат со помош на маски. Дел од нив носеа, дел го избегнале тоа, а некои со забелешка дека не секогаш имаат на располагање ваква заштита. Се користат, али тешко, нема маски, нема. Кој како може. Прашина има колку сакаш. Данас имам пуштиле некоја цистерна да ги прска. Инаку алтернативниот пат над Порој има забрана за сообраќај на возила и ретко се користи, затоа што има оштетувања. Акцијата на Општинската организација на Црвениот крст од Гостивар за помош на настраданите во поплавите во Тетово продолжува и неделава. Парични средства се собираат на пункт секој ден во попладневните часови во центарот на градот. Акцијата на Гостиварскиот Црвен крст за помош на настраданите во поплавите во Тетово продолжува и во текот на оваа недела. Младите волонтери собираат донации на пункт секој ден од 16 до 19 часот во центарот на градот. Ги повикуваме граѓаните на Гостивар да ја покажат својата солидарност и да се вклучат во хуманитарната акција за помош на тетовските семејства, апелираат од Општинската организација на Црвениот крст. Акцијата започна минатата недела и според информациите од волонтерите во Гостивар досега се собрани 37.000 денари. Граѓаните и фирмите може да уплаќаат средства и на жиросметка, а донации се собираат и со повик на телефоните 143 од трите оператори. Заклучно со 7 август преку телефонските линии е собрана помош од над 1 000 000 денари, а на Фондот за солидарност на Црвениот крст уплатени се 80.000 денари, соопштија од организацијата. Првичната помош од Црвениот крст на Македонија во кебиња, душеци, облека и обувки веќе беше дистрибуирана до населението на Шипковица. Општина Гостивар за Тетово донираше 600.000 денари, а советниците во знак на хуманост се откажаа од својот надоместок за месец август. Македонска пошта овие 7 дена ги прогласи за недела на хуманоста и ги отвори поштенските единици во сите градови за собирање на помош за семејствата од Тетовско. Гостиварец на 20 годишна возраст извршил 9 кражби во Гостивар. Тој кражбите ги извршил минатиот месец во повеќе куќи, станови од патничко моторно возило, но и од плажи на Струшкото крајбрежје и ги оштетил собствениците за вкупно 800.000 денари. Со обивање на вратите, младиот гостиварец насилно влегувал во куќите и крадел пари, златен и сребрен накит, мобилни телефони, апарати, облека и други вредни предмети. По плажите тој најчесто крадел мобилни телефони. Во собота во хотелот, каде тој бил сместен, полицијата соопшти дека го пронашла украдениот плен. Во изминатото деноноќие издадени се потврди на мигранти за искажана намера за поднесување барање за признавање право на азил на вкупно 909 странски државјани. Од нив 618 се од машки, а 102 се од женски пол.
161 потврда се издадени на деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 28 деца кои патуваат без родител. Мајмунчето Лука од Скопската зоолошка градина преживеа уште една незгода со среќен крај. Мајмунчето Павијан, кој уште од раѓање го отфрли мајката, вчера заврши во рацете на двајца кратци. Маж и жена од Кавадарци лесно го препознале популарниот Лука. Со алат ја пресекле мрежата од плетената ограда, го извлекле мајмунчето од кафезот и го ставиле во црна вреќа. Крадците ја прескокнале заклучената ограда и избегале со такси возило, кое цело време ги чекало на паркингот. За среќа посетителите веднаш пријавиле кај чуварската служба, па полицијата покренала потера по мајмунчето. Во полициската станица жената кажала дека мајмунчето заедно со пријателот го украле за незиното болно дете. Двајцата ќе одговараат за тешка кражба. Градоначалникот на Загреб Милан Бандич, незадоволен со чистотата во центарот на градот, на вработените во градска чистота одлучи да им покаже како се чистат улиците. Уште во 4 часот и 20 минути утринава ги собра на плоштадот Бан Јелачиќ. Со шмрк во раката порача дека градот кој бележи двојно зголемување на бројот на туристи заслужува да биде уште почист. Грција и меѓународните кредитори во рамките на преговорите за новиот пакет финансиска помош денеска постигнаа договор за конечните фискални цели, соопшти представник на грчката влада. Според нив, бруто домашниот производ треба да достигне пораст од 0,25% од дефицитот забележан во 2015 година. Главна цел е до 2018 година Грција да забележи раст на бруто домашниот производ од 3,5%. Исто така била постигната согласност дека немало да има воведување на нови мерки во оваа и во идната година. Парламентот во Ирак едногласно го одобри пакетот реформи против корупција на премиерот Хајдер Ал-Абди. Гласањето за реформите денеска беше објавено од страна на спикерот во парламентот, а беше емитувано во живо на државната телевизија. Абди ги предложи мерките да ја намали корупцијата и да заштеди пари. Пакетот реформи вклучува елиминирање на слој на високи владени позиции, запирање на секташки и партиски квоти за владени функционери и повторно отварање на истраги за корупција. Американскиот технолошки концерн Google представи неочекувано преструктурирање, формирајќи нова матична компанија која е наречена Alphabet. Основачот на Google, Larry Page, изјави дека станува збор за поедноставна структура на групата, која се занимава со различни бизниси. Според него новата структура ќе донесе поголема транспарентност, при тоа возможувајќи им на компаниите во Alphabet да имаат независност и да развиваат своји брендови. Најголема компанија во Alphabet останува Google. Во Јапонија денеска беше вклучен реакторот во нуклеарната централа Сендај. Со тоа заврши периодот од 4 години во кои јапонските нуклеарки беа затворени по кризата во централата во Фукушима, која следуваше по земјотресот кој предизвика катастрофално цунами. Несреќата принуди 100.000 луѓе да бидат евакуирани поради стравување дека би можело да дојде до топење на неколку реактори во тамошната нуклеарка. Денес имавме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од 14 до 21 степен, а дневната од 30 до 36 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево и потопло време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура ќе се движи од 13 до 21 степен, а дневната од 32 до 38 степени. Дојдовме и до крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.